Добро, не сакав да земам од приматот, секако функцијата ми е голема, за да оставам секако простор на другите да дебатират, но по вашите реакции сигурно дебатата е погодена во вистинско време и во вистинско место. Само една работа сакам да повторам, со што треба да поттекнуваме вакви дебати, оти гледам ни ја грее и душичката на сите, без разлика од која националност сме овде присутни, оти тоа ни го исполнува и срцето ни дава најверојатно и дополнителна храброст и решителност во периодот кој што е исправен пред нас, а толку неизвесен од многу аспекти гледано. Ние сме денеска во ова време сите најдени да се избориме, да поправиме многу неправди кои што се случија наназад години, а кои што ги живеавме, преголтувавме и секако сега го начекавме моментот и сите веруваме дека нема да ги испуштиме. Се сеќавате на моментот кога Груевски велише ми треба поддршка доволно за 62 пратеници, да не зависам од албанците. Тоа беше една кулминација која што најверојатно предизвика дополнителен поттик, остана во подсвеста на сите нас и денеска ни помогна во ова време на решителност, одважност и храброст на сите кои што учествуваме во граѓаните за Македонија. Бомбите не ја открија само вистината за Македонија, колку тоа власта ни е корумпирана, колку тоа е националистичка, колку тоа Груевски стануваше се повеќе Александар Македонски, Али Ахмети се поголем Скендербек, и колку тоа ни го разделуваше општеството. Истовремено, бомбите кои што ја отворија вистината на незаконските избори, на огромните криминали и плячки кои што се случуваа, не отрезнеа сите и ни го поттикнаа тоа чувство кое што денеска благопријатно му се радуваме сите и се надеваме дека нема да го испуштиме. А тоа е дека живееме во една мултиетничка земја, која што може да биде наше огромно богатство и предност. Кога ќе заминеме надвор од Македонија, дај Боже, само туристички, не поинако. И кога ќе не прашат од каде доаѓаме, да можем јас како македонец да ги кажам сите традиции на Рамазан Бајрам, како тоа значи споделување на кон останатите семејства, како богатството на соживотот, како богатството на традицијата дава можност да побогатиот му помогне на посиромашниот, како постите се измислени да траат еден месец, кои што секако ќе придонесат и за чистење и на она што значи телесното покрај духовното, но истовремено и граѓаните од муслиманска вероисповед ќе знаат да кажат дека во мојата земја е различно и тоа што за Божик имаме една трпеза каде што го собира семејството, каде што се слави толку и толку дена, каде што сето тоа представува разноликоста на земјата од која што доаѓаме и тоа е нашата огромна предност. Јас верувам дека тоа веќе сите го чувствуваме како богатство на земјата во која што живееме. Но истовремено треба да знаеме дека тоа не се случува и паѓа од небо и еднаш за секогаш е дадено. Тоа мора да го негуваме, мора да го милуваме, мора да го надоградуваме и мора да го потврдуваме секој ден. И некој ако каже дали сме успеели и дали ќе успееме. Успеавме, пријатели, многу. Денеска сме заедно сите. И ова обстојување не се случи само на 17. Ова живее, ова расте. Секој ден и овде во кампот, ама расте и во етничко по една заедница Муртино-Струмичко, а и во Арачиново расте. Расте во душа и ја крепи нашата мултиетничка земја. И тоа мора да го надоградуваме. Јас сум председател само на една од многуте политички партии во Македонија. Знаете, кога зборуваме за овие придобивки мултиетнички, ризикот е многу силно исправен после долги години национализам. Дали СДСМ губи македонски гласови? Ама не е толку страшно и да губи. Овие придобивки што ги добиваме секој ден се многу поголеми од гласови. Многу повеќе значат од гласови.
Џабе ние, ако опозицијата политичка победи на изборите, а ние не ја промениме Македонија. Џабе е. Ке заглавиме во калта националистичка од која што тешко ќе излеземе. Ако него вјаеме овој ветар, на кој што му се радуваме сите, и кој што верувам дека ќе го изнегуваме до крај, тогаш џабе е кој ќе биде власт во Македонија. И некој вика, абе, дали ќе се договориме на 29 со власт. Не е крај на светот дали ќе се договориме. Не е тоа најважното. Најважното е ова што го негуваме. Ова ќе расте, ако не се договориме на 29 за да замине Груевски. И ќе се договориме некои месеци што идат пред нас. Но ова не смееме да го испуштиме, што денеска го имаме. И затоа, помогнете му дури и на СДСМ. Јас сум прв меѓу еднаквите во СДСМ. Му треба помош на СДСМ. Јас сум денеска председател на членови на најголемата политичка партија од опозицијата, во која што членуваат и албанци, и турци, и македонци, но многу треба да работиме да докажеме дека сме мултиетничка партија. Се уште треба време пред нас тоа да го докажеме. Само физичкото членување во СДСМ не е доволно. Ама сме мултиетничка коалиција и текако. Немаме албански партии кај нас, но имаме членство албанско. Имаме и турци, и срби, и роми, имаме се кај нас. Но имаме убава надеж и иднина сите заедно, која што верувам дека заедно ќе ја изградиме. СДСМ се менува. Социјалдемократскиот сојуз го менува и својот ментален склоп, отварајќи се кон мултикултурниот живот и мултирелигијскиот дел кој што е кај нас. Затоа ја испраќам таа порака, некој пат и пред мене е облачно. Немој да мислите дека сите видици пред мене се отворени заради тоа што сум председател на партијата. Не, ама знам што сакам. И знам што и треба на Македонија, а фала Богу, и извршниот тоа го поддржува, и Централниот одбор тоа го поддржува. А знам дека и новиот конгрес кој што во моментот се бира во СДСМ тоа ќе го поддржува. Заради тоа што и како многу ни помогна и Никола Груевски и Али Ахмети. Во нивната националистичка забеганост не отрезни сите да денеска бидеме заедно. Бомбите дополнително помогна, но најголемата помош доаѓа од ова наше заедничко обстојување. Е така, да видите како ќе успееме и на економски план да се избориме и како ќе дојде поголема економска среќа во секое семејство, ама само здружени, заедно, кон конечната цел. Подостоинствен живот на сите. Рамковен договор не смее да има повеќе. Рамковниот договор, духот мора да му го испочитуваме. Не е доволен рамковниот договор. Треба повеќе за помалите етнички заедници. Не е доволно албанскиот министер оти албанец да прими на работа албанец. Кога ќе видиме македонецот министер прими и албанец и турчинот и му треба заради квалитет. Ама и тоа не е доволно. Кога газдата албанец ќе прими македонец на работа, оти му треба. Или македонецот ќе прими турчин, оти му треба. Оти не за да има само застапеност натре. Квалитетот да излезе на површина и борбата да биде рамноправна, ама на вредности економски, на вредности еднакви за сите. Сакав да дадем допринос, оти ова беше и пораката. Денеска не може пуста душа да ја скротам без да даде коментар, ама сакав да остане и како едно поттикнување. Благодарам на сите.